години и години назад, секој јануари во секоја година све преокупирани со ракометот. Еве 40 на емисии од тайм-аут снимивме, меѓутоа денес прв пат ќе направиме еден ракометен тайм-аут. Нашиот регион, Полошкиот регион, нема некоја голема традиција за ракомет, меѓутоа денес со нас е една спортска величина, според мене, мое лично мислење, еден од тројцата најдобри ракометари на сите времења во Македонија, Наумче Мојсовски, а моментално и директор на Агенцијата за млади и спорт. Мојсовски, најпрво ти благодарам што ќе бидеш гостин во тайм-аут и што прифати да учествуваш. Ви благодарам на поканата, поздрав до вашите гледачи, поздрав до тебе Кис и задоволството е секако мое кога се разговара на тема спорт. Секој тайм-аут го почнуваме од почеток, нормално, како што личи, во твоите детски години. Кога Наумче Мојсовски започнува да тренира ракомет и зошто се одлучи баш ракомет да тренираш, а не фудбал или кошарка или некој друг спорт? Да, сум тренирал, одлично прашање, сум тренирал сите тие спортови. Така и почнав, нели, доаѓам од Струга, градот на, да кажам, на водата. Прво тренирав фудбал, па тренирав добри години, знаеме во нашата држава Македонија, тоаш постоја само два базени, во Скопје и во Струга, и тренирав и пливање. Кога дојдов петто деление, нели, после четврто, петто доаѓа, имавме предмет спорт, наставничката или учителката, како се викаше, во тоа време ни кажа дека за одреден период од почнувајте од септември, ќе имаме за едно 3 месеци ќе имаме оценување ракомет. Јас да ти кажам, благе везе немав од ракомет. Другарите мои, школските мои другари веќе одеа и кога нели сакав да бидам добар во оценки, спортски дух го има веќе во мене, викам ајде да почнеме нешто да научиме за ракомет. Од пливање завршив со пливањето, тренирав на ракомет, буквално на првиот тренинг бев со патеки и фармерки. Возраст уште мал бев така по-височко од моите другари, колеги од школа и така случајно со самото тоа оценување почна мојата љубов према ракометот. Тоа беше во петто деление, веќе во седмо имаше републичко државно на Македонија, се одржуваше во Велес. Го освоивме првото место како Јосип Броз Тито школото во Струга и ајде да кажам тоаш баш буквално ми влезе во срцето, во душата и од тогаш го фатив она поозбилното и веќе после следуваше пионерска, кадетска и младинска репрезентација. Струга е еден од најголемите расадници на ракометот, на ракометни репрезентативци и на врвни ракометари. Дали може да се присетиш во тој период, во тие младински категории, кои ти беа тренери, со кои еве вака познати ракометари играше, настапуваше во тоа време? Па, секако дека и морам да се потсетам, и знам, значи, кога почнува беше, мој прв тренер беше Јаковче Матлиевски, кој сега моментално ги води младинците на Каласеду, на многу школи во Струга, да кажам, еден од кривците за, како што ги спомнавте, плејада на ракометари кои буквално ги земаше од улица, повисочко во раст, по ова, беше професор по физичко во Нико Нестор и така не носеше на ракомет. Струга како Струга, нели, спортски град, буквално сега на ракометното игралиште на отвореното, па и на други игралишта, мислам дека освен само во Струга во Македонија, на друго место не знам да се игра на отворено ракомет, деца да се собираат, како што се собирале за баскет и за фудбал, така да се собираат за ракомет, да се игра ракомет. Пред све кривец беше Јаковче Матлиевски и повеќе после тоа беше покоен, сега за жал покоен Евто Джигеровски, кој ни даде една насока, направи таа смена на генерација, не знам дали се сеќавате, Струга беше суперлигаш, во тоа време се деси многу врвни спортисти баш од Струга игра во таа суперлига, се деси испаѓање директно со тогаш Јафа од Ресен, знаеме каква мукња Јафа беше, баражот се испадна, Струга беше суперлига, Јафа требаше да влага и испадна Струга и се направи тој еден рез, огромен рез кој ни даде нас младите за право и за калење во првата екипа на Рака Струга и како една генерација која беа кривци што почна ракомет,
влеговме сите во таа прва лига, во таа прва екипа на РК Струга и од тогаш све па натака беше со самите игри, со самите тоа е, значи самото тоа играње на самите тие деца кои нас ни се даде шансата да тренерите се да те спремат и да тренират, али на тие години ти дава само еден правец ти дава за како да се подготвуваш. А самото тоа играње на самите тие направили што си има тежина, ти дава таа одговорност да можеш да сносиш одговорност и да пораснеш како играч. Дали може да се сетиш на колку години дебитираше за сениорската екипа? На Струга? На Струга. Официјален, вака, неофицијално беше, нели, на традиционалниот турнир на Струга кој ова година, следна година наближува 50 години јубилеј, така да на самиот турнир, меѓународен тој турнир, Металопластика доаѓа секоја година, доаѓаат уште и такви врвни екипи. Нас пред се ни беше тоа, почнуваат припреми, еден репер ти е турнирот, со самата таа промена на генерација. Другите може би беа повозрасни од мене, али да кажам генерацијски тука бевме по 2-3 години разлика. И пред се неофицијално беше турнирот и после веќе почнуваше првенството кое тогаш беше преако и самата таа втора лига, да кажам сегашна прва лига, нели сега има супер и прва. Таа втора лига тогаш беше преака едни звучни имиња, на пример, од таа година Кавадарци влезе во во супер лига со еден Драган Маринковиќ репрезентативец, Ристо Каладжиевски, Петар Ангелов на гол и многу други. Такви плејада на такви клубови имаше во втората лига која беше преака, моментално може би појака и од сегашната прва, не права моја Вардар, Пелистри и овие другите. И тоа ни даваше за право да се калиме и да растеме како спортисти. Тоа ми беше прва сезона, не се сеќам точно кој беше прв официјален надпревар, али таа беше прва сезона после реформирањето на РК Струга со помлади сили и мислам дека тоа беше правилен потек на управата и на тренерите. Кога прв пат заминуваш од Струга во друг клуб? Заминувам во мојата четврта, значи на 18, скоро 19 летно време, помнам од 19. На 19 години заминувам во Пелистер. Тоаш Пелистер, знаеме, Кире Лазаров, Раде Стојановиќ, промени имаше таму на генерација, шампиони на Македонија таа година. Следна година заминувам, Пелистер ме зема како младински репрезентативец и све останато. Знаеме, тоаш беше друго, немаше, ајде да кажам, имаше да Скопје, ама врвниот ракомет се играше во Битола и све почнуваше од таму. Ако имаше репрезентација од 18 луѓе, 14 беа од Битола. Са не е битолчани, ама од Пелистер. Така да све почнуваше од таа битолска школа која после ти даваше правесна дали за надвор, дали за друг некој клуб, али мислам дека тоа беше добро што мора да се помини таа школа. На мои 19 години, 18 почнав, на 19 години настапив за Пелистер и прва година одма финале Челлендж куп кој со помлади играчи стигнавме, еден успех направивме, си играше тоа финале, нели, не се изигра со Лемго, па после неколку години се изигра тоа европско финале кое ние го игравме за Пелистер. Може да наброиме за кои екипи имаш настапувано, освен Струга и Пелистер, кои што ги споменав? Во домашното првенство имам, значи, Струга, Пелистер, од Пелистер дојдов во Вардар, од Вардар заминав странство, значи бев во Шпанија, неколку месеци бев во Франција, после го зема Пелистер Трифун Костовски и на негова молба, на негово замолување да се вратам во Битола ке прави екипа и вистина така беше. Се вратија Пепи Манасков и сите легенди. И се вратив, значи мала епизода во Франција, 2 години во Шпанија, пак се вратив во Македонија, играв за Металург. Вардар не ви кажав 4-5 години, играв за Металург и на крајот тоа заминав за Катар и во Букурешт. Сега дали имаш некоја статистика колку трофеи во првенство и во куп имаш освоено? Во Македонија. Па немам некоја статистика, ама мислам дека се 7-8 купови, 9 до 10 првенства низ Македонија, пошто 1 до 2 имав во Битола и веќе почна после тоа со Вардар освојувавме, па се смена, нели, дојдов во Металург, од Шпанија се вради во Металург. Во Металург се зареди, да кажеме, на 4-5 години. Имаше доста, така да се фати тој еден континуитет, таа добра генерација на македонски играчи кои
нели Миркуловски, Георгиевски, Алушевски, нели генерацијски да, различно, али Манасков, Малиов, многу други плејада играчи кои беше еден добар концепт за после што делуваше за најголемите успеси на репрезентацијата која нели кажав уште тогаш дека кога играш како компактно нешто, игравме во еден клуб, се знаевме да кажам и во сон да не разбудите, знаевме како кој каде се движи и со самото тоа спремноста во самиот клуб ги даде резултатите во репрезентација. Во клубовите во странство каде што играш? Играв, да. Успех за извојување? Па добро, са во Катар бев шампион на Катар со да кажам имаше еден неприкосновен клуб кој владееше многу години во Катар. Се направи тој еден клуб под закрила на Емирот во Катар. Емирот иначе бивши ракометар. Се направивме добра екипа и прв пат ги симавме од трон тие Алџаиш да кажам, со плејада цела репрезентација катарска, така беше направено. Цела катарска репрезентација да игра за тој Алџаиш клуб, која нели натурализирани балканци од кај нас многу имаше од цел Балкан, така да прв пат име симавме круната што за нив беше незамисливо со сегашен Логроњо, тоаш Лариоха и сега Лариоха, кога стапна во Шпанија, кога стигна во Шпанија беше првата година после влегување во таа најаката лига. Тоаш беше Шпанија, да кажам, бомба од Балич и од сите играчи светски би играа во Шпанија. Не одеа многу во Германија ради грубоста на играњето, него сите сака претежира Шпанија. Таа шпанска лига тоаш беше одлична, направивме една добра екипа со многу репрезентативци, шпанци. Буквално само јас бев, да кажам, балканец во Логроњо. Завршиме на 6-то одлично место пред многу други, имаше Сосиедад, Барселони и не знам кој беа. Така да тие се во странство поголеми успехи, секако во Букуреш шампион за една година бев таму, шампион на Романија и куп на Романија. Така да ме следеле титулите, ме сакале. Секако ги сакав и јас тие клубови кај што има, например, кај што има мотив клубот да направи нешто и да е шампион на самата држава. Да, според ова што го кажа, значи околу 30 на све на све, да. 30 на трофеи, меѓутоа немаме прецизна. Немаме прецизна статистика. Не сум застанал, моја грешка можеби. Да. Добро, немаше ниту на интернет, можеби треба и на Википедија. Па нема ни настапи многу за репрезентација, некои работи се заборава. Не се заборава, него треба да се води статистика колку голови за самата репрезентација за Македонија и колку тие работи мора да се основно кога ќе одиш во европски држави кога се нели посредени во тие работи, одма све ти излегува. Кликнеш за него, се знае и кога сменал дрес. За репрезентација дебитираш некаде кон крајот на 90-тите, ако не се лажам, 98 година. Така. Кој селектор прв те повика? Прв селектор ме повика Илија Темелковски беше, со ние го викавме Ангорса, точното име и презиме не можам да се сетам. Со подршка на Цане Крстевски од Пелистер и со тие повеќе тренери, тоа се смена во рок од месец дена тоа беше. Знаеме, тоаш повикан на 98-9, така ли прво со некои пријателски надпревари, кога буквално се прават оние смени, како што беше во струја смената, пројде светското првенство во Египет, нели првото кога се пласиравме, пред тоа беше европското во Италија, пројде и ајде викаме смена, нели и тогаш. Така влеговме јас како 17-18 годишен во репрезентација, легенди тука од Томче Петрески, Поклен Борочулевски, Пепи Манасков, Шандор беше ходи, Стефче Стефановски, голмани и многу други, да не ги набројам Зарков и многу други. И јас како најмлад таму, некоја си перспектива, се направи тој исто така рез и веќе почнуваме со некои си квалификации која после резултира за некои си 7-8 години со континуитетот на големи надпреварувања. Али 99-та со пријателска со Египет во Кале, па се сеќавам тоаш така чудно ни падна, нели, застана се клања на сред терен, на средова и се сеќавам на тој детал дека прв настап ми беше со Египет на неофицијален пријателски напред. После имаше квалификации, а пред тоа младински имав младинско светско во Трабзон, во Турција 96-та и многу други. Со мои 16-17 години бев на светско најмлад учесник на тоа самото светско. Или Кире е постар од мене 2 месеци, така да најмлад репрезентативец бев.
во младинско. Ако не се лажам, 18 полни години играш за репрезентацијата, Да. се до 2016. Така нешто. Да, така мислам дека беше од 98 до 2016, барем така Да, јас имам да, дома. да, така, дома 18 запишано. полни години, Да, да. тоа се преку 100 надпревари. Повеќе многу сто. Преку 100 надпревари и голови сигурно во неколку стотини се бројат. Сега нема да те прашам конкретно на почетокот на репрезентативната кариера, меѓутоа во текот на репрезентативната кариера дали при интонирањето на химната пред секој надпревар се чувствува истата трема и на првиот и на последниот надпревар? Трема, возбуда, значи самата трема после проаѓа, значи има нели различни типови на играчи, тремата го држи до крај, можеби некој можеби нема ни ич трема, али она позитивната трема која ти дава, знаеме ние македонците сме ајде да кажам ратоборни, си ја сакаме државата и секој само над 200 пати сум ја слушал химната, нели, со репрезентација со млада, над 200 пати секој било истото чувство, ежење, возбуда, нешто свето, значи нас све окей сме играли за клубови, ма нас ни беше врвот репрезентацијата која немавме никој во надоместок, немавме ништо, немавме една мајца, носевме еден дрес, го влечевме од млади до сите категории. Тоа ни беше нас поттикот да докажеме дека може ова држава, може ова репрезентација и тоа што кажав, го сакаме ракометот, го водиме, не води тој како што треба и со самото тоа си доаѓаат резултатите. Секој почетоци беа тешки. Сега го кажав пред малце имавме со некој разговор. Нашата одисеја, да кажам, 2008 тргна во Варна, во Бугарија со расипан автобус. Тоа кажам условите кои се сега, кои се тоа. Да, ги фатив и сега добрите услови со Живко Мукаетов, али и тогаш тргнавме со еден расипан автобус која ни се вратата уште на самата граница овде на македонска со бугарска ни се расипа и го држевме вратата да не дува снег до колена. Стигнавме таму, почнаа таа одисеја, да кажам, имаше играчи кои им беа по час да играат за државата против шклер репрезентации, али мораше негде да се почне. Почнавме, дојде Исланд како вице првак на свет или на Олимпијада, не се сеќам точно. Експлодира Борис Трајковски, отварање правиме на Борис Трајковски, вриеше. Така да тие се ни убави моменти кои од негде трнавме и направивме некоја епизода која уште ден денес трае и сега се момците на светско и дај Боже да се продолжи таа одисеја за со само тие големи надпревари децата растат и децата учат. Така да ние сме се избориле за тоа од минус 0, им оставаме тука некоја си база која има, само треба да тоа го држуваат за нив, а и за следните генерации. Да, само да се надовршам на тоа за химната што го спомна. Еве сега емисијава ја снимаме, значи додека трае светското првенство во Египет, го видовме младиот Танковски како плачеше на македонската химна. Тоа нема, тоа е појако од тебе и не може да се да го кај да играш, како да сме имале и проблеми политички сме знаеле, Грција ни оспоруваше нели името тоа, сме се криеле, ни дозволували. Тоа е све појако од тебе. Кога некој нешто ти оспорува, ти си тоаш појак. Го даваш максимум, затоа јас и тоа викам сега. Ние не е проблем што ќе изгубиме 10-15 и еден да изгубиш и пораз, али да немаш борба, да не кажам спортско да не си степаш на терен, да со тие по 2,5 метра, ја и Миркуловски бевме за нив, да не кажам многу мали, многу ситни, многу развиени за нашата на висина, ама не бевме со тие 2,10 со 140 кила. Така да има многу разлика. Треба да борбата не може никој да ти одземе. Ти или го имаш или го немаш. Така да на ништо друго не се лутам, само да сакам да гледам борбеност на терен. Тоа е красеше ова репрезентација, и краси на сите репрезентации. Ево преска имав еден прес со одбојкарите. Феноменално нешто. Борба има на терен. Се бодрат, се сакаат за секој поен гинат како што треба да изгледа за една. Затоа викам, врвот е репрезентацијата. Другото е све окей, кај што се финансиите, твоето надоградување и за својот живот, али кога ќе дојдеш репрезентација е нешто свето кое мора да се испоштува. Сега сакам да направам една паралела со времето кога беше во Металург. Ја кажа, таа е една одлична екипа од врвни македонски ракометари и она што се случува денес во репрезентацијата.
Значи во Металург тој период беше кога Македонија ги постигна Најголем. репрезентацијата на Македонија, најголемите успеси ги постигна. Сега денес гледаме дека сме веќе во некој слободен пат. Веројатно тоа е поради онаа промена на генерации. Гледаме многу млади момци на терен на ова светско првенство во Египет, меѓутоа ниту Металург, а мислам дека и ниту еден клуб во моментов во Македонија не е на нивото на тој Металург со такви врвни македонски ракометни имиња. Дали распадот на Металург може да го поврземе со падот на резултатите на репрезентацијата? Секако, значи таа јас кажам на сите интервју, на сите разговори мои поврзани со со таа тема, секако дека кажувам, ево исто да го спомнам за Катар. Клуб репрезентација направи, стигна втори на свет. Ти можеш да им оспоруваш, помогнале суди све окей, ама нека се пет тибе не втори би заврши. Пет ти нека се. Те па Франција и не знам кој. Не можеш да им го земиш успехот. Затоа викам. Мене ме прашаше во сон кај се движи Миркуловски, знаев. Кај се движи Ванчо Димовски, знаев. Како ќе одбрани Борко, знаев. Како ќе истрча Манасков контра, знаев. Значи нас не ни беше нешто страно тоа. Затоа викам, тој клуб мораше да се задржи така. Мораше да остане тоа. Ние во Металург бевме грото македонски играчи кои беа надоврзани со одлични странски играчи, ама одлични, еден Вугринец со 3-4 европски титули шампион на Европа, Лига шампиони. Станиш го знаеме кој беше. Такви играчи, два тројца на дополнување кое нас ни даваше елан плюс додиме, правевме одлични резултати во Лига шампиони, завршиме 3 пати на 6-то место во Европа, што е нели клуб од мало, Металург клуб е од мало. Така да имаше некој концепт. Јас тоа сакам да го кажам, значи најголем проблем е кај нас на самата наша репрезентација, на самите наши носители на играта. Не играат во нивните клубови. Тоа е проблем. Талијски не игра во Вардар, не игра. Кузмановски не игра во Германија. Лазаров знаеме на кои години, знаеме дека се штеди колку игра и како игра, веќе годините си обраат своето. Крилата исто, Столе игра, не игра, повред. Тоа самото, ние кога ќе одеме на светско бевме или европско спремни. Значи, јас сум имал зад мене 20, па и можда и 30 надпревари од септември до декември сум имал 30 надпревари врв од Лига шампиони, сека лига, наше првенство. На секој втор ден сум имал надпревар, ама сме биле спремни и сме знаеле што не чека на тоа светско или европско во јануар. Вака сега ние сакаме да се докажеме во репрезентација. Во репрезентација доаѓаат спремни и докажани. Затоа викам, немој и народов ние како македонци многу некако сме огорчени, многу чекаме одма да има некој резултат. Дајте им малце време на децава. Јас не викам не, јас затоа реков само сум луд не на поразот од 20, не на Шведска или не знам кој. Јас сум луд само на борбата. Другото ќе си дојде. Затоа викам, или го имаш време или не. Наумче и Миркуловски направија резултати на 28-9 години. Има време за тоа, али дај да им дајме на дечките малце слобода. Јас тоа го реков. Нас не ни треба да очекуваме нешто од ова светско првенство. Да влеземе во втор круг, тоа е супер. И супер, и влево. Али дај нека се калат. Дај нека се кали Костевски со 20 години има. Така, без тоа си има одлична изјава. Крила обезбедуваме за наредните 15 години. Дај нешто да знаеме што правиме. Така да со самиот тој притисок, јас го кажувам секаде, една Шведска и една Германија направија пресек, ги трна најдобрите звезди или она сменена генерација, тие се во спортот први, во ракометот прва и втора репрезентација, да кажем, в селекција како најдобри. Па ги немаше 5 до 7 години, на големите наброја не учествува, ние игравме квалификации, ајде да не кажем се заебавме со СЗД. Така да, малце мора трпение за овие деца. Да, и ние очекуваме повеќе, ама дај да тие сме. Не сме ние Русија или не знам кој Шведска, па има, не им дојде цела екипа, дошле нови, па вау, 10 не победи. Не, тие сме што сме 20, ево нека се уште 10 надвор 30. И немаме повеќе. И затоа мора да ги негуваме. Од нив да извадиме максимум. Зашто нема сега да сум против за натурализирање, македонци треба да играат и така и да ги почекаме да имаме стрпление за нив. Токму и тоа ми е следното прашање, го спомна и Вугринец, значи врвен ракометар. Кажа дека си против натурализација, меѓутоа дали сметаш дека можеби со 1, 2, 3 играчи можеби требаше да се искористи од Вардар, од тие врвни странци кои што доаѓаа не играа за нивните репрезентации, некој да се придобие и да игра за Македонија, за да се пополнат дупките, условно да кажам, во оваа промена на генерациите? Абе,
можеби некогаш е добра, али крајниот исход не е добар. Зашто? Ни се деси кометал. Со еден двајца македонски играчи згасна клубот. Ни се дешаваат многу, доаѓаат, јас разбирам, али не може на странецот да го повеќе да боли за Македонија од мене. Тој дојдене за некои си финансиски средства кои јас за тоа играм. Али сум осетил. Играме, пораз, дали Македонија, дали клубска, 3 дена ме нема дома, што направивме, кај можеме подобро. Тешко ти е. Тие не го сваќаат вечерта, излегуваа после пораз слави, излегуваа, шета. Така да не може да те боли исто како нив да ги боли исто како нас. Така мислам дека некој импулс за да научат, окей, ево Кире е тука за да овие деца се онаква, да гледаат од лидерот како треба. И треба да сватат да се тргнат од мислите и да сватат дека сами треба да сносат одговорност. Не Талевски да шутне или Кузмановски, уште не шутна да гледа во Кире што ќе му каже. Не бе, земи одговорност, треба да сносиш одговорност. Утре Кире ќе го нема бе. Во кого ќе гледаме? Кого ќе бараме? Мораме сами да си ставиме одговорност. Што порано сватиме дека нас одговорноста не води до добри резултати, ние ќе сме добра репрезентација и ние сме добра репрезентација, само ќе се израснеме како одлични играчи. Во кого гледаш замена за Кире Лазаров во оваа репрезентација? Па има Мартин, има Серафимов е за мене дечко страшен, со страшни предиспозиции, може би некој санти му фали, али движењето него, скокот, шутот е перфектно. Не гледам дека ние нешто би да, Кире треба, али мораме да оди тековно и све како што смена генерација. Јас затоа можеби и сите ми играат прерано заврши. Океј, вика, може и прерано и бев спремен, може и уште. Али утре самите тие играчи ќе речат, ајде доста до кога свој стариот се не е добро да им земам место. Што порано се челичат. И се враќам на ова светско првенство треба да го искористиме, да осетат дека не убиваат на светски првенства, не пукаат, да видат дека не е ништо во своите клубови што играат. Играј го тоа што го играат во своите клубови, ништо повеќе не треба да правиш. Со тоа самото ќе ти се осеќа сигурен, полабаво е, не е ништо ново. Јесте да, ново е светско првенство, ама не е, вау, сега треба да се вртиш 3 пируети таму за да даеш гол, истото е. Така да, што побрзо сватиме дека да се опуштиме да речеме што биде, пошто ние одиме само да добиеме, не можеме ништо да изгубиме. Ние бевме изгубници, не бевме на светско. Ни даде Господ, сме на светско. Дај, само плюс можеме да направиме. И следното прашање делумно ми го одговори, ме читаш со прашањава. Не знам. Кире игра во 41-та година на животот, ти замина во спортска пензија на 36. Да, Зошто? не бе уште другиот ден пунев 36. Да, со Чешка пласмано, да, со Чешка, да. Зошто не остана да одираш барем уште 2-3 години за репрезентација? Добро, јас имав и повреса. Кире е друг тип на играч, не е дуел играч. Сега да видите Меркуловски можеби од 2 години. Трошење, тоа, јас сам на себе имам 7 операции. И да не сакаш на сабајле кога станувам, знам првите чекори од кревет до ВЦ, кога треба да се изминам, знам колку проблеми имам, знам све. Све тоа си сноси последици. Нашата борбеност која ние ја дополнувавме со тие големи играчи, високи и јаки, со нашата борбеност скокање на глава, кај што викаат некој ногата не стави, главата ја ставте, ја наполнувавме со тоа. И самото тоа си носи последици. На долго, ево се, да кажеме, Вујовиќ, еден врни тие што беа, не може да одат луѓе. Тоа е све истрошно. Така да, треба да се остави на младите, како викаат, светот останува на младите. Треба да се остави што повеќе ги кочиме, по-тешко земат одговорност, пак е одговорноста на крај. Треба да се изгради сам лидер, треба да ги имаш тоа во тебе, да не ајде секој правиме, сад така кажувам, патетички, викам ајде сега ќе го правиме италијски лидер. Не, или го имаш или го немаш, или не знам кој. Треба сами да се изборат, да видат дека останува. Не можеме ние да го држиме Кире до 60, таму да го воскреснуваме. Реално, самото тоа, што побрзо тие ќе дадат сигурност, побрзо ќе си направиме резултат. Така да, можеби можеше уште една година, самото тоа, пред тоа во Чиле, со Чиле уствари надпреварат во Полска, ајде кажам, сакав круна да имам на мојата кариера, пласмана на Олимпијада и прв пат на нашето самостојание на Македонија на екипен спорт да се пласира Олимпијада. 2 пати ни се деси тоа на наша лоша среќа.
во Полска и во Шведска. Не се пласиравме, сакав со тоа, таму реков, окей, готово, али Живко како председател ме замоли, научи, ни требаш да играш активно ракомет, ни требаш со Чешка за да се поклопи подобро. Немаше последен гол, пласман на светско во Франција. Ајде и Франција не викам, сте. Утре истото тоа што го кажав, ќе речат децата, ајде бе стари, докога ни ги држиш местото, треба и ние да играме. И така е. Така е. Светото станува на младите и мораат децата да што повеќе играат, повеќе ќе напредуваат. Во кој клуб во играчката кариера мислиш дека ги помина најдобрите ракометни години? Па има, секој си има своја тежина, своја заслуга, секој клуб. Па младеачките и убавите години и успесите, да се осетиш како прав спортиста, ракометар, ги доживев на почеток во Битола. Тоа знаеме Битола како расте и живее за спортот, посебно за ракометот, нели, поминале светски имиња таму и на улицата среќаваат, застануваат колите, поздравуваат. Буквално како една звезда спортска која сака да го осети тоа. После си дојде време Вардар, кога почнуваше Вардар, созреваше, бев капитен на Вардар и све останато. Металург е една приказна која за мене направи неголемите успеси македонски во тој период, со како што спомнавме македонски играч. Си има све тоа, ама пак е врвот репрезентацијата. Све носи репрезентацијата, тагата е носи, радоста е носи, пласманите најдобри. Данска ти е врежана во мозок која ден денес во сон те буди. Најдобрите потези, насловите, стружането на момче ја отепа Русија. И све тоа стои плюс, али врвот е, пак кажувам, репрезентацијата. Со самото тоа ти го ставаш круната на таа година во клубското. Све е врзано за репрезентацијата. Кога сите убави моменти се врзани за репрезентацијата, сите тажни моменти се врзани. Да, клубски се боли и таму, ама на крај може да те расположи, да имаш лоша година ваму, па да направиш успех за репрезентација и тоа све да се заборави. Така да има доста различни периоди и не можам да издвоам нешто, може би некој надпревари посебно, али вака како периоди сите си имаат своја тежина. Созреваш, например, нели, Битола имаш на клубско ниво лични, лошо стоевме за репрезентација, па дојдовме Вардар, се мачевме и за репрезентација, дојде шлаго на тората во Металург, експлодира репрезентација. Така да си има свој периоди кои сите подобро ќе ги паметам и мислам дека не би менувал ништо во кариерата. Веројатно кога ги спомна надпреварите, ќе се сеќаваме на тој надпревар со Данска, кога завлакно не избега полуфиналето на Европското првенство во Србија 2012 година. Меѓутоа, веројатно ќе се сеќаваме и на оној незаборавен пречек на плоштадот Македонија во Скопје. Дали може да кажеме дека тој пречек на плоштадот во Скопје, таа маса на луѓе е врвот во јануари на месец, на минусни температури е врвот на твојата. Секако, пак затоа викам, секако е врзано, сублимираш, одземаш, додаваш, пак е на крај тоа масата која те пречекува, да кажам, 5-70 една политичка партија да би направила, не би собрал толку народ. Све тоа спонтано, све тоа љубов према нашата држава, сакањето. Така да, одмah го заборавме тоа Данска, али пак јас затоа викам, Данска ти е врежена, тие 3 секунди, ти може би ќе беше друг правец, може би ќе имавме медалја, едно нешто ќе направи. Све тоа си носи, али пак кога македонците ќе те пречекаат како херој, што мислам дека имаш и на светски портали викаат луѓе во своја пето место, мислиш Олимпијада први беа. Така да си сака нашиот народ спорт, желене за спорт, се надевам дека со мојава сегашна позиција тоа ќе им го удоволам. Знаеме дека ево 2021 стартувавме со добри успеси на репрезентативно ниво, одбојка, ракомет играме, со една нога сме пласирали на Европско првенство во ракомет. Фудбалот направи огромен успех, се надевам за брзо и кошарката, така да треба сите да растеме, тие ни се наши амбасадори, тие ни се наши представници во ајде да кажем, ова сивило од пандемија, со слаби услови за тренинг, дали се разболел или некој од колегите, така да правиме успех, желне ова држава, има спортисти и мораме тоа да го туркаме и да го негуваме.
Сега пред да продолжиме во вториот дел каде што ќе зборуваме за твојата сегашна позиција и за она што го работиш, низ кариерата те имаат тренирано десеттици тренери. Дали може да извоиме еден или неколку каде што најмногу научи или каде што најмногу напредуваше во кариерата? Има, значи, има различни тренери, различни спецификации за тренери. Ме научи покојниот сега пред прочитав и се слушнав да сочувство пред недела дена почина Богдан Маковеј. Богдан Маковеј, ви разбирате спорт. Богдан Маковеј беше дојден во Ѓорче кој после направи, знаеме што направи, беше селектор на репрезентација, најголемиот успех, 7-то место мислам на со женска репрезентација, ми беше мене тренер во Пелист. Ми даде некој правец и ме научи на тие младеачки години издржливост и многу други работи кои психички те терат другачи да мислиш. Доаѓа еден Војовиќ кој е фајтер, мангуп и знае како со тебе, значи бил спортиста, бил врвен ракометар и знае тоа да го извади од тебе. Еден Лино Червар кој можеби знае во спортот, ама не толку колку што знае психички. Лино е психолог кој знае како да се постави баш со сите. Со мене знаеше дека сум фајтер, дека мене мотив ми дава што ако тој ме навреди, ако тој мене знаеш ме игнорира или нешто ми направи лошо, со тоа мој име што ги има во мене, нели спортски, јас би вратил со 10 до 15 голови на самиот напред. Така да секој на своја си има своја тежина, али тука сме направиле од најголемиот успех го направи со Звонко. Звонко ги изваде максимумот на репрезентацијата. Јас затоа викам, нема што да учиш во репрезентацијата. Ти доаѓаш како спремен играч, подготвен играч, треба да ти го извади максимумот. Звонко беше еден, Шундовски беше еден тренер кој знаеше тоа на мирен начин, немаше, не се сите тип на играчи исти, немаше некој да го падне во бунар па да го немаш цело првенство или не знам како. Знаеше кој со сите како, затоа ги вадевме максимумите. Има, сме учеле, почетоците мој Јаковче Матлиевски, затоа викам, има своја, све си има своја тежина и различни типови на тренери кои вадат на различен начин максимум. Си го научил тоа со Богдан Маковеј да кажам, тоа не ми фалело, ми требало нешто друго, ми го дал Војовиќ да кажам. Ми го дал Лино, ми го дал Обарван, ми го дал сите тоа. Така да сум вадел од сите тренери што е најдоброто и што може да се искористи. Физикалија, дали технички, дали тактички и тоа. За твојата кариера може да разговараме со денови, меѓутоа, сметам дека доволно кажавме. Ќе имаме и други прилики за снимање емисии, да. Сега, моите гости пред крајот на емисијата секогаш ги прашувам кога би биле некогаш во животот директор на Агенција за млади и спорт или министер за спорт, кога би станал, што би направиле за спортот, за спортистите во Македонија. Сега тебе нема да те прашам тоа, бидејќи ти сега си веќе директор на млади на Агенцијата за млади и спорт. Многу од гостите велат дај Боже да сум. Сега ти си. Сега што Наумче Мојсовски како директор на Агенцијата за млади и спорт во моментов прави за спортот, за спортистите и што е планирано да се направи за во иднина? Значи, Наумче сега моментално како друга страна, ајде да кажам, буквално спортов не ми е страна работа мене. И спортскиот дел, буквално да не кажам ги имам на малиот прст и знам кои се проблемите на самите спортисти, сум бил до вчера таму. Доаѓа на спортист на директорското место кој ги знае проблемите. Се надевам дека ќе ги дофатам и ќе ги доловам оние вистинските проблеми. Инфраструктурно да, сме, ама не сме на толку лошо ниво. Инфраструктурно сме лоши во она што спомнуваме, загревање на салите. Срамота е сега во 21 век, знаеме, околни земји не прават во Европа, не доаѓа проблем да не ти е у сала 19-20 степени. Основни работи ти да ги нема. Јас ќе се нафатам да биде првенствено тие основни услови да се задоволат. Ние имаме реновирани добри спортски објекти, али не ги задоволува потребите за нели оние врвните, да не еден спортиста не доаѓа на тренинг со јакна. Второ,
Јас ќе трнам од мене и приоритет мене и веќе сум во завршна фаза, тоа сакам да го објавам, ќе биде можеби за 2-3 недели, ајде да кажам 100 дена од моето работење. Првенствени приоритет Наумче Мојсовски, репрезентативец на Македонија 18 години. Наумче Мојсовски има 0 денови стаж од спортот. Многу мои колеги, не многу, 99% мои колеги немаат стаж ич. Не е само во ракометот, во сите спортови. Мора да се направи. Моја цел е враќање ретроактивно од самото самостојување на Македонија до ден денешен, да се офатат со сама база на податоци од самите федерации, да се офатат спортистите и да се побара записници, надпревари, настани, нешто да видиме, би ги имале тоа во дата на податоци во самите федерации. Да се офатат сите спортисти кои надпреварувале, да кажам, на професионално ниво. Значи, во првата лига, дали ракомет, фудбал, одбојка, кошарка, карате, борење, све друго, трчање, пливање и така. Би се офатило тоа нашето самостојување. Да се упишат стаж, да се земат во предвид тие, да се еден Пепи Манасков легенда во ракометов, има 2 месеци или 2 години стаж во Варда, сега што беше. Така да, тоа сакам да се вратиме ретроактивно. Сегашно, да се дае на клубовите поддршка од самата држава, од самата агенција, да кажеме 2 до 3 години би се финансирале тие стаж и за пензионско инвалидско би се финансирале од нашата држава, да дајме потик на самите клубови, да не е на почеток тежината на нивна страна, да тие се осеќаат реално спортисти, пошто што јас како Наумче Мојсовски би го воспитал мојот син. Ја имам 2 сина, златни синови, кои се по фудбалот, да кажам, може ќе менуваат како јас, али што да му кажам? Тато, немој да тренираш, немој да играш спорт, зашто ќе останеш без стаж, ќе останеш, да кажам, мораш да се откажеш од све, школувањето ти оди потешко и све друго. Треба да се откажеш од све, за да дали ќе биде спортист или нема да биде, тоа си на крај ќе се види. Треба да се откажеш од сите тие работи за на крај да не знаеш на што си. Така да мора да се офатат тие спортисти кои се заборавени. Ние сме, да кажеме, ни стечеци оставени на страна. Страм сме од страмни да кажеме дека тоа ни се случувало. Така да се надевам дека ќе офатам сите спортисти, ќе им даеме мотив и наредните 3-4 години тоа да е пракса. Без само подпишување на договор, дали не е битно во кој спорт, нели не си осигуран како спортиста во самиот клуб, нема да почне да се напреваруваш. Греот е ова што ни се случува. Треба да се офатат повеќе спортисти кои направиле за ова држава. Сакам да ги спуштам критериумите. Ние можеби ги преземавме критериумите од соседните држави Србија, Хрватска, ама Србија и Хрватска имаат 200 спортисти на Олимпијада, имаат секоја се на секоја завршено, дали фудбал било, дали ракомет, дали одбојка, дали кошарка, дали ватерполо, дали пливање или не знам што. Да се намалат тие критериуми за да имаат спортистите желба и мотив за поблиску да стигнат до врвот. Не само да чекаме ако направи на европско првенство резултат да освои медал да му ставиме ние стипендии или доживотна пензија. Не, да ги спуштиме помалци. Зашто да не добие Стојанче Стоилов, Владо Недановски, кој беа Гордана Нацева во Ѓорче, европски прваци македонци биле тие. И македонци се, тие заслужуваат. Утре ќе се мојот син ќе рече тато јас сакам да сум Владо Недановски, сакам да сум не знам кој, за да имаме. Дај да се офатат фудбалерите. Престише многу е захтевно, све треба да се откажеш во живота за да имаш на 100 настави во фудбалска федерација, репрезентација, така? Дај да го фатиме и тој што има на 100. Би ги земале некои критериуми, уште ги утаначуваме, ама ти за 100 настапи да имаш за фудбалска федерација, репрезентација, треба многу да си добар за да имаш. Можеби не би оделе со некои 2-3 просечни плати, би оделе со една просечна плата, ама да има тој пензија до животна, да знае дека направил за оваа држава нешто. И сакам да се ценат тие спортисти. Многу е разлика политика и спорт. Затоа викам, јас не сум политичар, доаѓам од спортот, сакам и ќе ви стоам, викам, како што бев борбен во играњето, ќе ви стоам на глава овде, за да ми дозволувате и да направиме нешто за спортот. Сакам, ево сега викам, после пандемија во мај, масовно деца да ги вадиме, буквално на улица, да ги вратиме на спортските терени, на превари. Ова пандемија ни покажа дека најздравите се спортистите. Знаеме, цела лига ракомет, цела лига фудбал, цела кошарка се зарази, ама кој заврши во болница никој. Видовме дека спортот прави нешто, така да
масовно назад, доста е PlayStation и други работи. Тоа е моја заложба сега за брзо кој директно во спортот би суделувале. Значи, од лично искуство, ќе ти кажам како историчар и хроничар на македонскиот спорт, дека такви дата податоци, база на податоци во ниту една федерација скоро и да не постои. Во тоа ќе ми ги зема од кошаркарска, нели европска она, од самостојување на која не ФИБА не е призна, ги имаат, им ги дава. Ракометна ги имаат и фудбалска ги имаат. Надолу е проблем. Меѓутоа само официјалните надпревари, квалификацијски европски светски првенства, меѓутоа тоа што се однесува за пријателските надпревари, тоа што се однесува за македонско првенство, веројатно можеби за 10 години назад имаат. Да. Меѓутоа за првата сезона 92-90 сигурно. Не мора, одма ја стрегов, ајде да фатимо 2000-та. Ево кај беше 2000-та, не игравме со, нели не беше со хартиена топка, си играше нормално, така да мораме некои податоци да имаме, мораме да ги средуваме, ќе оставиме простори од 2 месеци до 3, самиот играч, можеби имам јас нешто дома, некој записник дека сум се надпреварувал во таа година. Не разбираш, тоа сакам да доловиме да фатиме сите, буквално сите кои буквално се надпреварувале професионално правоаве, не дека ако ти си одел до 4 на работа или до 3, па после си тренира, тоа е веќе аматерско. Затоа викам, сакам првите лиги во сите спортови или поединачни, можеби каратистот оваа година бил на некое европско, балканско нешто, да, оваа година се спремал за тоа, значи бил, ево една година стаж. Ке фатиме некој кој ги за следна недела имам со Министерство за труд и социјала, со ПИОМ, со сите тие надлежни што се за тоа, да ги усмериме како би се водел тој закон за да ги фатиме сите. Да. Сега конкретно ќе се вратам повторно на ракометот. Изминативе 30 на години македонската репрезентација, што официјални, што неофицијални надпревари, има играно во Скопје, во Куманово, во Велес, во Неготино, во Кавадарци, во Битола, во Прилеп, во Охрид, во Струмица и во Радовиш. Мислам дека ги кажав сите градови каде што има играно македонската репрезентација. Со тоа што во Скопје нели се повеќе саѓа, Јане Сандански, Борис Трајковски, Кале. Сега во моментов мислам дека од сите овие што ги кажав, дека освен Борис Трајковски и Јане Сандански и можеби Кале, другите спортски сали, посебно Неготино, Радовиш, не исполнуваат буквално никакви услови за меѓународни надпреварувања. Па и Велес тука, па и Куманово, ќе ги споменам. Што ќе се случува на инфраструктурен план во следниот период? Значи планираме, дефинитивно веќе разговарано во Битола. Нели, како што се менуваат времињата, се менуваат и самите амбиции на ЕХФ, ИХФ, ФИБА и друго. Барат други од нас за трибини да има простори и све тоа. Ево веќе Битола донесене концепт, нели тие сали се на општинско ниво, стопанисуваат самите општини. Моја заложба ќе да не се фокусира спортот во едно место, значи да се распределени секаде во секоја наша, кај што има оние услови што спомнавте за играње. Почнуваме со реновирање, затоа реков, јас не сакам да се направи некои нови сали кои реално и многу буџетски се, а имаме други сали. Дај овие да го преминеме, грејењето што го спомнав. Проширувањето, Битола, например, имаш навака, стои одлично, назад си со тулите кои Европа не ти ги дозволува, треба Еврофан, реално ако се пласира Лига шампиони, треба да игра во Скопје. Тие назад да се прошират, да има барем од едната до двете страни да има трибини, не мора ко другите, ама да има трибини. Куманово и Велес може да го имаат тоа, значи тие како објекти може да се направат, не со голем захват може да се направат. Јас ќе барам од самите општини со поддршка на Агенцијата Млади спорт тоа да се направи, пошто ние ако тргнеме да правиме нови сали, не мие ни тука пари да ни стоат. Така да постоечкиве да ги направиме како што треба, да кажам кукли, да ги средиме како што треба и да се направат и услови за почнување ново. Моја заложба ќе да имаат сите федерации дом. Сите федерации да имаат база, она што го збориме, Србија има, Хрватска има, знаат кај се собираат, знаат дека не треба таму, тука име се и тоа. Сакам и тоа да го направам јас. Да кажам, лупам, Струмица има од 18-16 струмичани се во одбојка. Ајде да видиме, можеби во одбојката ќе ставиме база во Струмица. Ајде да видиме што треба во Охрид да ставиме. Не знам, кажувам, има хотели, има спремно сала, можеби фудбал, можеби ракомен, можеби кошарка, не е битно. Ајде да видиме што треба во Битола, што треба
Тетово, Гостива, да се направи едни бази кои реално не да лутаат. Ајде ќе се сместиме во Континентал или во Палас, па дали ќе тренираме овде ќе ни е да или има нешто во салата. Не, кога ќе дојдат да тренираат, значи од најголеми генерации до најмлади генерации, да си имаат своја база и да знаат кај им е седиштето. Знам јас, Фудбалска федерација во Србија си оди Стара Пазова и таму си се сместени. Хрватска знам каде одат. Сите ги знам. Така Пореч, ракомет Пореч, знаеш се собираш во Пореч. Таму ни е базата. Така да мора да има да направиме, ако сакаме, да одиме и да имаме репрезентации на сите европски и светски првенства. Така да еден мал почеток е тоа. Со помали захвати, тоа што ме прашавте, со помалу инвестиција, да ги оспособиме постоечкиве, реално Куманово собира 5000 народ. Ако се скоцка, ако се супер се направи тие назад трибини, ова се расшири тоа, би била одлична сала. Велес истото, Битола истото, Охрид истото, Струмица истото. Сите тие такви се сали што ги се правило на времето се огромни и добри инфраструктурни. Само со добро реновирање би били одлични. Тука не знам дали знаеш дека и во Тетово има една таква голема сала од 5-6 гледачи капацитет, која што од 89-та година стои неизградена, со бетонска конструкција, со покрив и тука е застанато. Сега друго прашање имам. Спортските ваучери кои што ги доделува Агенцијата за млади и спорт во претходниве, мислам, ова е трета година, сега што ќе се доделува. Скоро трета. Трета се опфатени, две, да. Веројатно ова е најдоброто нешто што му се случило на македонскиот спорт. Да. Во изминатите 30 на години, за оние мали клубови, во пониските рангови, од помалите места, каде што нема големи фирми за да спонзорираат. Како ќе тече овој проект и колку сте вие задоволни од реализацијата? Јас да ви кажам, буквално ова година сум изненадан. Спомнаме пандемија и ова, ние прошлата година се наплатија 6 милиони, нели 10 милиони евра се ваучер, се наплатија 6 милиони нешто, мислеме дека е успешно нешто и многу. Оваа година се наплатени 9 милиони евра. Во пандемија, државата на спласнata со тие работи, дали имаше спорт, немаше спорт. Ваучерот е наплатен 9 милиони, искористеност, да кажам 90%. Така да, јас сум презадоволен. Планираме на пресконференција на 30 да направам во влада за тој ваучер, да ги окрадам фирмите дека нема нели последици суја, па и со другите тие работи кои се зборува на почеток дека ако дадам од данок на добивка ќе ми дојде уја па ќе ме затвори, тоа дека не постои. Голем плюс е за самиот спорт, буквално, ајде да не кажам негде на 100%, ама под 50% сигурно не е буџет на секој клуб кој му дава државата преку ваучер. Сакаме да ги потикнеме овие да кажам спонзорите, големите фирми да дадат тие пари, секако тие треба да ги дадат во државата како данок на добивка. Зашто да ги даваш таму? Да ги даваш на спортот. Си помогнал на спортот. Тие пари секако ти на крајот година мораш да ги дадеш во државата. Дај ги тука, ќе го гледаш клубот во твојот град, не мора да е во твојот град, во државата дека нешто прави. Тие пари државата се одрекла од тие пари во интерес на спортот. Се надевам дека наша заложба беше и во зборието дека ќе се крива тој ваучер ќе стигне до кај 15 милиони евра на 2024. Разговарав со премиерот пред 2 дена. Овај го ставаме сега во моментов исти. Се надевам дека во мај со ребаланс на буџетот и така договоривме дека овој ваучер ќе оди на 12 милиони. Така да не е проблем ние во јуни да направиме одма уште еден, да кажем, поделување на ваучерите од 2 милиони, е мотив плюс за самите клубови. Добра подлога е ова, добро сум држал клуб, знам како е, добра основа за да има еден клуб, еден правец. Гледаме во пандемија сите клубови затворија, ракометна федерација се направи 16 клубови. Има пари, дојда играчи, наши играчи почна да се имаат плати регулар. Се залагам жената да добие повеќе во спортот. Сакам женскиот спорт да го креваме што повеќе. Заслужуваат и тие имаат успеси, може би не на ниво на машкиот, али ако ние ги поддржиме, може би ќе ги стигнат машкиот. Така да сакам тој ваучер повеќе и да се гледа жената во спортот, нели сакаме да го изедначиме нашето општество со жената и се надевам дека ќе ги поттикнеме да самите спонзорства, самите клубови за самите спонзори како фирма продолжат да дават, пошто реално ако не еден ракометен клуб му треба 200.000 евра годинава да ги помине, 100.000 има во ваучер,
би го уновчил зашто таа фирма не даде уште 30% на 5% данок да е плюс во тој исти самиот клуб. И одма значи си го привлекол, си го залюбил. Ево случка со Кочо Нјуше. Нели актуелна сега. Си го навлекол со нешто, човек го спонзорира. Има други многу, Михајло Ватростална и многу други да не ги набројам. Така да дај да им помогнеме на спортот да му помогнеме со самото тоа што и вие помагате, ама и државата помага. Мојсовски, близу 1 час разговараме, последно прашање за денес. Активните спортисти обично кога ќе прекинат со играње на било кој спорт се одлучуваат за тренерска кариера. Кај тебе не беше таков случај. Значи не почна тренерска кариера и во овој момент сега, ајде ќе кажам условно, извршуваш политичка функција. Дали воопшто ти на ова гледаш на политичка функција како прво и како второ, зошто не продолжи во тренерски води? Па добро, са тренерските води, моето учење за тренер траеше добри 2 години, 2,5 години да ги добиеш тие сертификати и тие дипломи. Не доаѓав од сектор, имам за економски факултет завршено, не доаѓам од сектор за кој завршил див да кажам, па веќе некој степен си го положил и си го има за тие дипломи за тренер. Јас доаѓав од друг, ги почнав од почеток, ги завршив 3 семестри, 3, ајде да кажам 2,5 годишно тоа беше траеше, ги завршив сите, го немам тој уште мастер кој нели се фатив тука. Овде не гледам, да, доаѓам од политичка партија од која ме промовирала мене, јас сум ме промовирала и све тоа, али ова е спорт, тука не треба да се гледа на политика. Што ако најдобриот каратист е ВМРО-вец, на пример, јас сум доаѓам од СДС, нема да му помогнеме? Не, овде е спорт и само спорт. Затоа сакам да се помогне на сите кои заслужуваат и искрено прават резултати и сака да направат, дали со клуб, дали со поединец, дали како федерација. Овде е спорт, не смееме да ги делиме дали бил од една страна, од друга страна, дали бил муслиман, србин, македонец или не знам. Овде е за спортот. Ако те бива, те бива. Нема граници, нели знаеш ти, нема години, може да си на 40 најдобар, па зашто да те менјаме? Ево Кире, например. Може да ти се случи да не те бива, може би и не си од таа етничка заедница, ама не те бива, са што да правиме кога не може. Така да, ова е спорт. Треба да знаат и политичарите дека овде не се дели на тие работи. Овде сме за да им помогнеме на сите. Буквално на сите. Дали бил етнички вакет, дали бил од ова партија, од она, ова е спорт и само така ќе напредуваме ако само така ги гледаме работи. Ништо друго. Мојсовски, ти благодарам за гостувањето. На крајот емисијата скромен подарок од нашите поддржувачи, спортската опрема. Асик, знам дека и ти како спортист Што ја користел многу, да. Ја користеше, ти посакувам многу успех во иднина, во функцијата која што ја извршуваш и се надевам дека и македонскиот спорт ќе бележи што е можно подобри успеси во иднина. Се надеваме, благодарам на вашата покана, се надевам, направивме одлично интервју и секој успех е за нас. Нели самата куќа која ќе направи уште расте, така да како што растат спортистите и федерациите, така растеме и ние и како држава и како Агенција за млади и спорт. Ви благодарам уште еднаш. Тоа беше ракометниот тайм-аут за денес. Ние ќе се видиме повторно следниот петок. Довидување.